Влог 6 на 2 седмици пред главниот настан Скопски маратон 2018 година, за кој се подготвувам веќе 4 месеци. И ова видео и дискусија ќе биде комбинација на најчестите вежби за нозе кои ги работе во подготовките за оваа трка, односно за Скопски маратон 2018. При тоа истите без детално да ги дискутирам, затоа што ќе бидат прилично доволно објаснати со текст пред нив, додека ќе се осврнам на некои битни фактори кои што сметам дека треба да се споменат во овие видеа за подготовката за Скопски маратон 2018. Само накратко ќе споменам зошто баш овие вежби за нозе се одлучив да ги работам во подготовките за овој маратон. Значи, од досегашното 5-годишно искуство со трчањето имам забележано лично кај мене, претпоставувам дека е случај кај други тркачи, меѓутоа не би сакал да тврдам. Значи, овие вежби кои што ќе бидат демонстрирани во ова видео, сметам дека представуваат еден вид антигрч вежби, односно често кога сум доживувал грчеви на трка, тие се случувале во горниот дел на ногата, односно од коленото до колковите. Тука се, значи, неколку групи на мускули кои што се главен двигател на нозете воопшто и целото тело. Па така често неспремноста, значи недоволно на извежбаните и ојачани мускули представуваат причина за грч. Многу почесто, за разлика од тоа да биде електролитен дисбаланс, значи недостаток на некаков минерал, и значи минерални соли како магнезиум, натриум, калциум и слични минерали кои што се битни за контракција и релаксација на мускулите. Значи, наместо да се конзумира премногу одредена директ во форма на директ минерал во текот на трката, моја препорака, која што лично ја применувам, е при тоа да се ојачаат главните групи на мускули кои што ќе бидат потребни во текот на една трка. Овој серијал на влогови на темата Скопски маратон 2018 не би бил комплетен доколку не се споменат факторите, два многу важни фактори, а тоа се времето, временските прилики и неприлики кои што би ги имале на денот на трката, како и тейперинг фазата, односно последните 10 климатските фактори како температура на воздух, влажност на воздух и ветер се огромен фактор во резултатот на една трка. Истото беше покажано со скорешни примери на Бостонскиот маратон, како и вчерашниот Лондонски маратон, каде што различни ситуации комплетно спротивни се случија на едниот на другиот. Значи, на Бостонскиот маратон со многу ниски температури, дожд и јак ветер, додека Лондонски маратон со забележани највисоки температури од околу 23-4 степени Целзиусови, колку што успеав да забележам. Конкретно ќе се осврнам на опциите за симулација на тренинг во топли услови.
Па тоа што јас лично го работев во текот на зимскиот период и трчање на трака во теретана, беше трчање без при тоа користење на достапните вентилатори, односно буквално се потев и пробував да издржам таа температура која што се создаваше во теретана, да претпоставам од околу 23, 4, 5 степени Целзиусови. А понатаму, кога и пред 2 седмици температурите надвор се покачија веќе над 20 степен, исто работев неколку блок тренинзи, односно со малку одмор помеѓу тренинзите, со цел да симулирам работа на високи температури, а исто така и одбирав да ги правам тренинзите во периодот од денот кога буквално беше највисока температурата. Но ова воедно е предупредување да во последните 2 недели пред самиот ден на трга пак не се работат вакви тренинзи, односно да нема обид на симулирање на високите температури, затоа што тоа според мене и моето сознание и искуство е сепак период да телото се одмори од напорните тренинзи и при тоа да биде спремно за ден на трка, одморено и за добар перформанс. За поздравување од луката на организацијата на Скопски маратон да го помести стартот на маратонската и полумаратонската трка за во 8:30 часот. И со тоа ќе се даде доволно простор да поголемиот дел од трката се трча, се надевам, во едни подобри услови, значи некои разумни температури. Исклучителна тешка задача е контролирање на телесната температура во топли услови за време на трка. Пиење вода и ладење со вода од 8 освежителни станици долж целата патека на маратонот е еден од начините да се контрира ефектот на високите температури. Следен многу важен фактор за посакуван резултат е фазата тейперинг, односно периодот од 10 до 14 дена пред денот на трката. Овој период е главно наменет за опоравок од напорните и долги тренинзи, така да секој обид да се коригира нешто кое што не било направено во претходниот период со цел да се атакува на добар резултат, може да донесе само контраефекти, односно работење на премногу јак тренинг или премногу долг нема да има резултати во конкретната трка, односно трката која што престои за 10 до 14 дена, ако е тоа траењето на овој период, нели? Паметно е да се избегнат повреди со работење на нешто кое што не се вежбало во текот на периодот на спремање до тогаш. Понатаму е исто паметно во последната една недела да се избегне премногу движење на нозе, односно стоење и слично, значи буквално колку повеќе се може нозе во воздух за да се одморат. Исто така битен момент е намалување на пиењето на кафе или земање на кофеински таблети, доколку се правило тоа во тренажниот процес, со цел малку телото да се декофенизира, ако може така да се каже, односно со цел земањето на кофеин, пиењето на кафе на денот на трката да си земе свое место во ефектите. Спиење, многу битен фактор, значи во текот на целата недела пред трка колку може повеќе да се одмара,
затоа што веројатно на буквално ноќта пред трка, поради возбуда, може и да не се спие баш многу добро, но акумулираниот ефект од квалитетен сон во претходните денови ќе има позитивен ефект. Понатаму, избегнувањето на ресторанска храна, како и нормално припазување на хигиената во деновите пред трка, може да биде еден битен фактор во зачувување на 100% здравје за фин перформанс на денна трка. Сега понатаму има неколку теории во врска со исхраната на денови пред трка, односно не сакав да го споменам како фактор во целиот овој серијал на влогови, затоа што барем за сега не сакам да навлезам во давање на некакво мислење за соодветна диета или начин на исхрана за трчање или за маратонско трчање поконкретно. Па само ќе споменам дека поголем внес на квалитетни масти и протеини во втората недела, значи во 2 седмици пред трката, е добар начин да се опорават мускулите и да се добијат резултатите од тренингот, од вежбите за нозе, додека неизбежно е и од лично искуство тврдам дека 3, 4, 5 дена пред самата трка поголем внес на квалитетни јаглехидрати е она кое што ќе ги дополни резервите на гликоген, односно она најпотребна енергија за денот на трката. Важен елемент е исто и визуализацијата на трката и на деновите пред трка, односно не треба да биде чудна појава правењето на листа што ќе се јаде последните 2-3 дена пред трка, што ќе се јаде во секој половина час, во неколку часа пред трка и слично. Значи секој со своите навики и повторно ќе споменам. Значи ништо јадење и пиење на деновите пред трка и на денот на трка кое што не било конзумирано претходно. Па со овој влог, односно тренинг видео плюс дискусија на едни од најважните фактори за резултатот на Скопски маратон 2018, мислам дека е време да се комплетира овој серијал на видеа по повод престојната трка Скопски маратон 2018 и мојата амбиција да го истрчам за време побрзо од 2 часа и 40 минути. Се гледаме на Скопски маратон на 6 мај.